Следува една од нашите содржини на кои што секогаш посветуваме прилично големо внимание, а тоа е нешто што го кажа и нашиот денешен гостин Срѓан Захариевски, а тоа се младинските фудбалски школи. Во секоја епизода одиме на гости кај некој од тие луѓе да ги слушнеме децата, да ги слушнеме тренерите, а во оваа епизода на Мундокаст број 6 се дружиме со фудбалската школа Кул. Мундокаст во оваа епизода во посета на фудбалската школа и фудбалскиот клуб Кул, еден од најактивните и оние кои што практично, како што можете да видите сами, не спијат, а не спијат ни овие двајца момци кои што сега ги снимаме како мали фудбалери, но еден ден веруваме како големи. Дечки, како се викате и колку време веќе тренирате фудбал? Бојан Питикев, тренирам 4 години. Така. Ти? Даријан Штарешки, тренирам 7 години. Даријан, која позиција играш? Средина. Средина. Тоа ти е омилена позиција или така вела тренерите? Да, омилена. Кажи ми, освен средина, сакаш да играш некогаш назад да дадеш нешто повеќе во одбраната или Да, флексибилен си напред и назад? да. Колку си имал можност да учествуваш еве на пример на турнири и во Македонија и во странство, ако не си, дали едва чекаш и дали еве имаш познанства преку фудбалот стекнато и со други некои фудбалски школи? Не. За кого навиваш во приватниот живот од сениорските екипи? За Манчестер Юнайтед. Зошто баш за Манчестер Юнайтед? Не знам така. Омилен клуб. А што правиме сега што во последно време малку не му оди на Манчестер добро? Не знам. Ќе навивам да секојаш нема да се откажам за никој. Така. Треба да купат појаки играчи. Кажи, ти за која екипа или репрезентација навиваш и кој ти е омилен фудбалер? За Реал Мадрид и омилен фудбалер ми е Ламин Јамал. Одлично. Ај вака да ни откриете на тренинг, најчесто што ви е најинтересно, а што избегавате да правите? Најинтересно ми е ако играме шева, избегавам повеќе на трчање кругови. Не ви се омилени тие загревачки кругови, така? Да. Ти што мислиш во твојата игра, кој е твојот најголем талент, што ти е најака страна во играта, а на што мислиш дека би требало да поработиш? Треба да порадатам на пасовите. А вака, што ти е мислиш најсилна страна? Шут, дриблинг? Шут. Левак си или деснак? Деснак. Така. Момци, она што ни е сега најактуелно во овој момент е светското првенство во фудбал. Стигнувате ли да гледате надпревари? За кого навивате и што мислите кој ќе го освои светското? Ја мислам кога освои Шпанија, навивам за Босна. За Босна, а Шпанија мисли дека го освои. Еве и Босна помина во вториот круг, мислиш дека ќе стигне далеку? Не мислам. А што мислиш на Шпанија, кој би можел да и биде најголем конкурент во финале, тоа е утре ако одлезе? Франција. Даријан, ти за кого навиваш на светското првенство и кој можеби од таму ти е омилен играч? За Франција и од Франција ми е омилен Мбапе. Мислиш ли дека Франција може да ја освои светската титула оваа година? Да, може. А најсериозен кандидат да им биде онака противник во финалето? Шпанија. Франција, Шпанија финале гледам. Јас иста прогноза, ама за различен типуваат за злато. Момци, фала ви што разговаравте со нас. Ние ќе бидеме тука да ви бидеме поддршка и во годините, здраве Боже, што доаѓаат. И еден ден кога ќе потпишете професионални договори, ќе дадете ли еден подпишан дрес? Да. Пазете што сте ветиле, камерата се снима. Уште никад за ни кажат кај се гледаат, еве за 15 години од сега или 10. За Реал Мадрид. Манчестер Юнайтед. Одлично. Дај Боже да ви се остварат со ништата. Така, а сега на тренинг, бидејќи тренинзите не се пропуштаат. Топло е никад, но тоа не е причина за да не се тренира напорно. Тука сме и со еден од тренерите во ФК Кул, па може да ни се представите и да ни кажете како е сега на оваа температура да се тренира со овие дечи. Здраво, тренерот Стефан Здравевски тука. Температурите не сме да представуваат проблем. Ако сака детето да стане фудбалер, мора да се тренира и во екстремни температури, дали било топло или ладно. Тоа се условите и мора да работиме секојдневно за остварување на соновите. Тоа е добар став на еден тренер, меѓутоа еве децата се сега на распуст, веројатно некои од нив се во летните одмори веќе со мислите. Со каков став они доаѓаат да тренираат на нова топло, бидејќи како што гледаме теренот е полн. Теренот е полн, па желбата е поважна од условите и од временските
создавменските услови, така да тоа е децата што кога сакаат нешто да прават, ќе го прават по било какви услови и можности. Колку категории брои фудбалската школа Кул, со колку дечи ги може да се пофалите и некои ваши значајни резултати, да речеме, изминатиот период? Па вака првен фудбалскиот клуб Кул брои преку 400 дечиња, што е една од поголемите бројки во градот Скопје. Почнувајќи од најмалите години, од првачињата 2019 година 20-та, каде што почнуваат дечињата, па се до 2008 генерација 2007. Посетувате турнири, следите такви активности надвор од границите, може да се пофалиме со добри резултати? Па да, може да се пофалиме со кај повеќето генерации, кај дечињата што се тука што ги гледате на теренот. Учествуваме со секоја генерација на минимум 2 турнири во една сезона, така што може се пофалиме со доста добри резултати на изиграните турнири каде што учествуваме. Кога сме кај резултати на младинските категории, од она што можеме да ве проследиме и на социјалните мрежи, меѓутоа и тие што стигнаме да погледнеме и некој надпревар. Кул може да се пофали со шампионски генерации. Па да, како голем успех за тоа, за детските категории, може да го издвоиме шампионскиот успех на генерацијата 2010 во помладите пионери на Македонија. Така. А сведоци сме и на сениорскиот успехот на сениорскиот тим, од четврта изборивте пласман во третата лига, па нешто повеќе околу тоа или вашите планови и очекувања? Па да, не едно нешто со кое многу се гордеаме со успехот од сениорската категорија на клубот Кул. Успеавме да избориме пласман во третата лига и тоа како викаат без пораз. Сега ве чека тешка конкуренција таму, подготвени ли сте за тој предизвик? Па да, се подготвуваме за тој предизвик и целиме кон втората лига со сениорскиот тим на ФК Кул. Она што е сега актуелно, светското првенство. Колку обврските дозволуваат да следите светско првенство и термините на самите надпревари, и од тоа што до сега е видено, што ви се допаѓа најмногу, што не, и некој ваш фаворит? Па јас сум огромен фудбалски фанатик и сакам да ги гледам скоро сите утакмици на светското првенство, како и на сите претходни. Од дете си ги следам надпреварите сите, гледам да изгледам што повеќе, да испратам што повеќе надпревари колку сум во можност. Сега со тренинзите кога не се поклопуваат термините, гледаме тоа да го наместиме некако за да можеме да опфатиме нешто, бидејќи сепак е тоа светско првенство, да може и дечињата да гледаат, пошто што ќе гледаат ако не е светското првенство, сите сонуваме за тоа и сакаме да гледаме. Сите си имаме нели своји идоли, па така и тренерот сакам да освои репрезентацијата на Португалија ради Кристијано Роналдо. Се надевам дека и така ќе заврши, и друг фаворит нема да искоментирам, нема да кажам. Така. Ако треба да издвоиме некој селектор или тренер, верувам со такви очи пристапуваш кога ги следиш надпреварите, можеме ли да издвоиме некој што ви е ваш омиленет? Да, порано само ги следев надпреварите по играчки кадар и не се гледаше толку тактиката, сега повеќе се менува тоа погледот на утакмицата и повеќе се насочувам и кон тактиката. Па можам да издвојам еден од тие селектори, Томас Тухел на репрезентацијата на Англија. Одлично. Останува да ви посакаме да работите напорно со овие дечиња, па еден ден да се пофалиме со некој добар талент што ќе излезе од оваа школа и ќе може да се гордее цела Македонија. Така, Амундо като останува како поддршка освен на школите на младите фудбалери и на младите тренери, со кои што исто така веруваме дека се категорија со кои што не само нивните матични клубови, туку и Македонија ќе се гордее.